Знаете, за да се развиваат социјални претпријатија во една држава, потребно е да и самата држава, самите институции воспостават екопростор, кој што ќе ги поддржува и ќе им даде слобода да тие растат. Затоа што ако навистина развиеме социјална економија, таа е и за доброто на економијата, но исто така и за доброто на оние кои што во овој момент не се вклучени како граѓани на пазарот на трудот. Целосно социјалната реформа која што ја водиме во нашата држава и се базира на истите вредности на кои што се базираат и социјалните претпријатија, а тоа е дека вистинското излегување од сиромаштија е преку вработување, но за да стигнеме до вработување треба да му се обезбедат на едно лице сите можности и сите предуслови. И токму затоа тој тип на поддршка често се случува во развиените земји преку овој тип на социјални претпријатија. Главно социјалните претпријатија почнуваат и како група на граѓани кои што имаат исти интереси, кои што се од одредена група и понатаму треба да им се даде можност да управуваат со одредено претпријатие, кој што ќе има свој профит, но тој профит ќе се вложува повторно во одредени цели и мисија која што е за доброто на општеството. Но крајна цел е да и тие мали претпријатија кои што потекнуваат како социјални претпријатија и станат вистински мали или средни претпријатија кои што ќе вработуваат и други групи на граѓани. Со тоа овој концепт не само што ги поддржува социјално ранливите групи на граѓани да се вработат, туку и создава нов тип на економија кој што навистина сметам дека ќе помогне на Македонија и ќе го раздвижи економскиот сектор во државата. Благодарам.